нешто конкретно. Добре ми дојдовте. Ве поздравувам од хотел Лимак. Ова е нешто конкретно. А денеска јас одбрав да носам дизајнерски фустан на ателје Сидор. А темата се изборите. Ниту државните, ниту локалните, туку личните. Се вели дека во животот се најважни 3 избори. Изборот на професија, изборот на хоби и изборот на партнер. Едниот избор ќе ви донесе пари, другиот задоволство, а третиот љубов. Но се вели дека најважен е третиот избор. Затоа што ако ви е погрешен, во тој случај ем ке ви ги потроши парите, ем ке ви го одзема и задоволството и на крајот ќе останете и несакани. Денеска ќе позборуваме малку за критериумите, малку за претерувањата, но и малку за манипулациите. А клучното прашање е: дали погрешните избори во суштина се лекции кои што треба да ги научиме или пак се нашето огледало? Денеска имам во студиово стендап комичари и актери и очекувам дека тие ќе ми дадат лекција по смеење. Еве ги гостите. Таа е актерка и стендап комичарка. Во последно време ја знаете од нејзините видеа на Надето Битолчанката, Нада од Куманово и Надчето од Кавадарци. Таа е 3 во 1 како кафе, ама е жестока како ракија. Надица Петрова. Неговата професија се човечките ресурси, а обсесија му се секојдневните ликови како Ванчо и Славица. Во емисијава е зошто измислил упатство за употреба на сопруга. Комичарот Бојан Велевски. Тој е млад и талентиран актер. Дел е од стендап триото на нежни мажи. Со глума првпат почнал да се занимава, кога како дете го одглумил дека го боли стомак за да не јаде боранија. Антонио Ташковски. Тој е постар младинец актер. Има совршено досетлив хумор, од кој боли стомак, а прашањето кај ти текнува бе е еден од комплиментите кои редовно ги добива. Се чини дека успешно балансира со сите 3 животни избори. А дали е така, слушаме од Александар Михајловски. Јас денеска сум во друштво на стендап комичари и актери, што значи дека очекувам да ми одржите лекција по смешки. Бојане, зашто си толку сериозен? Не, размишлям за овие трите, како беше, жена... Пари, хоби и жена. И партија треба да додадеш. Без партија не знам како мислам, не би реално имало... Добро, а кое чувство спаѓа партијата? Во себе чувстви. Се да го осеќаш од внатре тоа, ти немаш... Или го имаш или го немаш. Или го немаш. Сега многу јако кога она е друга партија, тука е клучното прашање. Јас знам и ситуација кај што имаат раскинато заради Сериозно? А јас знам ситуација кај што си имаат земено и ја викам добро у избори децата кој ќе ви ги чува бе, ало. Добро. Наде не е битна партијата, Ја имам раскинато со Грк ради тоа што јас сум гејка. Не ја признаваше Македонија. Убаво си му направил. Добре, да. Добар избор. Па вие за другата тема требаше да дојдете, ја имам и тема патриотизам. Епа ништо, Ние сме начитани луѓе. Начитани луѓе сме све ова начитано. Добро. Ајде официјално да ви кажам здраво живо. Бојан, ти си од домаќине тука, исто така и Александар, Антонио и Наде ми се прв пат тука. Те замолувам, Александар, како портпарол на Антонио, да ми го представиш што човек е. Еден човек. Добро. Ама тоа го знаат на Прекрасно Инстаграм. воспитано момче од градот Скопје, мој многу добар пријател, другар, колега и итн. Добро, надежен е. Многу надежен, да, се надевам дека ќе му се пружат многу прилики да си го покаже талентот кој што го носи во себе. Добро. Многу ти благодарам. Значи, Антонио, за добар е изборот што се дружиш со него? Најдобриот избор што сум го направил во животот. Не, мислам, ние сосема случајно си имаме запознаено. Добро. И баш ми е драго што отидов. Мислам, тогаш ја придружував сестра ми на фестивал, театарски фестивал во Црна Гора, мислам, или Романија? Во Црна Гора, Или да. Романија или Црна Гора. Сестра ми како мала играше во представа во Македонскиот народен театар, каде што играше и Александар. Година и беше љубов на прв поглед. Па беше... На втор, малце се позагледавме, не беше. Не. Добро, да, не, се видовме и додека спрема представата, ама кога беше патување на фестивалот,
во автобус, он дојде и ми направи муабет и така почна среќата. Да. Али не, ја немам проблем и жената да доминира, така да, окей ми е. Три работи што си научил од фонда. Ништо, брат. Не ти, он... Чекај, он научил 3 добри работи да кажа. Ајде, Не, три па работи. сите работи што сум ги научил од него се добри. Можам тоа стварно да го кажам. Ќе ве разместам ако продолжите вака да се палите. Не, јас сум само искрен. Што ќе ги разместам? Ке разно. Ама Не може да му текне сега. не, што не може да ми текне, првите актерски часови ми беа со него. Ете, тоа можам да го кажам. Затоа не работи нигде. Ја му викав, не кажу на никој дека ја и ти се спремаме заедно за на академија. Што ако дознаат, ќе знаат дека јас сум крив за тоа. И можам да кажам дека Нешто... доста околу таа самоодоверба на сцена, доста уделима он тука и во разговорите и во Не те фанал тоа никој припремање за приемниот на ФДУ ми помогна да се подготвам. Да, тоа беше Мислам- луда работа. Да, не стварно ептен Добро, значи добар избор. убава работа ми заврши за која што сум му стварно благодарен. Вака не сум ти го изразил до сега, па да. Од срце, навистина. добро, се Не, дека испофалија. сме другари. Добро. До крај на емисија ќе се земат. Веќе се земе. Па тоа ни е у тема да четвртата гледаш епизода. дека имаме. У друга емисија кога кидаме, таму ќе се земе. Добро, Наде и ти прв пат си ни тука. Да. Сега ако ти се наоѓаш на мис на избор, како ќе се представиш? На мис на избор. Избор на мис на тиквешијата. Како ќе се представиш? Со литро ракија, 2 литри Како вино. прво, значи, да, нема да зборувам туку че лафам. Добро. Прво и најосновно. Второ и најосновно, со колку ракија, колку вино можам да испијам, колку се разбирам од ракија, од вино и колку ги знам човеците кои се на шо се, како се, зошто се. Тоа е така една... Тие се три основни работи. Тие се тие три. Ти го знаеш началникот на полицијата. Па, Тие се 4 основи, вака да кажа. тоа е тоа, вака, на кратки црти, да. И еден колук напред-назад ќе направи. Да. Добро. Бојане, Да. ти кого сакаш да представиш од овие, кој ти остави најголем впечаток? Од кој? Од гостите. Кашкавалот. Поздрав до Соговски, така? Да. Од Соговски. Јас сакам да му кажам на Хонда, кај ти текнуваат, бе, брат? Да, таква би најавата. Кај ти текнуваат? И тоа е најголемиот комплимент Не, кој што тоа го има. е најзезнатиот овако момент кој ќе дојде, пошто често пати се случува и на мене истото ми се Што да му одговориш кога дојде, кај ти текнуваат, бе, брат? Пун сум со глупости, тоа е викам, што да ти кажам, некад не ми ни текнува. Ги носам сам. Да, бе, Добро. стварно. Упатството за употреба на сопруга. Тоа ти е Добро. најново издадениот материјал. Колку години работеше на него? Дали се апдейтува на дневно ниво, на месечно, на годишно или на Секојдневно. секојдневно? Добро. Што содржи? Има ли категории и подкатегории? Види, Снежа. Тоа е шоуто се вика, тоа морам да го кажам дека е шоу за луѓето да платат карти да дојдат. Инаку принцип е една Мака. Значи тоа е да речеме еден измачен човек кој што бил млад, му паднала косата, морал да ја пресади. Откако се оженил му паднала во голема мера. И едноставно зборувам за своите маки низ годините, 10 години. Ете така. Во овие Ја ќе се распочнам ако продолжи. 10 години, да речеме, приречник за жена е едно такво амен шоу, кое што јас ги споделам своите маки и при тоа во публика барам колеги кои што ги Смачен. кои што ги делиме исти маки да си направиме муабет, дали сум само ја прашање или има и некој, тоа е дилемата Која на ти е тоа шоу. најголемата мака? Еве имаш до тебе колега кој што исто така има сопруга. Која ти е најголемата мака сподели ја? кажи? Еве сега на пример. Сега. Со косата. Додека седиме тука, се спремаме нели за емисија, ти треба Добро. концентрација и ми стига порука. Ајде. Само да ја видам. Две, извини. Дали можеш да збориш? Добро, ти не одговараш. Кога ќе се враќаш, купи помаранџи за Војдан и улашки. Дали те лажам? Чекај, јас сакаш ја мојата да ти ја прочитам. Човече и улошки.
Чекај, јас да Ајде видам. лажам, еве, да речеме лажам. Ајде и ти покажи. А значи реков, значи те молам од 4 до 7, значи да не постојам. Дали е возможно? Значи на Airplane mode ми е телефонот и Ама ми па стига не може да пораката. знае Ја не жената. знам, јас сум шокирана како може собствената сопруга да му пише такво нешто, човек, не ми е Кој јасно. е? За улашки или купува? Да, не ми е јасно. Јас си ги имам на слика. Собствена сопруга да те праша. Сликат, имаме проблем. Со слика. Тие што ги прават улошките ја менјаат бојата на улошките, Да, не се брат, фер. на опаковката. Не се Зашто? фер. Денес се розови, после 2 месеци се помаранџести. Се Зашто? само светло розеви, Јас па само и викам, потемно розеви оние малку. everyday или ептен капе. Па ако не ве праша вас, кој ќе го праша, бе, дечки? Наша не Што се жалите? Не ме стварно. Покажи ги. Ете ги, покажи ги. Па кој да го Ајде, ја се праша, бе, врати. како може? Ете, Па сопруга ти. И ја не се, само викам, дали се 3 капки само кажи. Девет. Да. Не, овие се чека, овие се ултра нормал, со 1, 2, 3, 4, 5, Со овие 5 капки, овие тенкова. Наде, ти би му праќала на сопруга така да ти купи? А знаеш што ми стигна мене? Секако ако Што ти стигна порак? Ми треба упатот од кола, слекни ми го у фиока. тоа е тоа. Тоа не е мака, бе. Добро? Антонио, тебе ти изгледа ова како мака или како... Не ми изгледа воопшто на мака и јас сум го правел тоа, сум купувал А, добро. Не, дека За- не си жена за. за моја девојка. Сега, на пример. Он не е женет. Уште му Сега има проблем, за моја девојка дома кој ќе дојде? За која девојка си купува? Ова да го Стојка, сечеме чекај. Чекај, Ајде. мати, застани се, стаже. Ти го, он сега ќе каже за... Што се ти разбираш? Като штип. Не може За девојка го го губам, не ми представувало проблем. Воопшто. Живе си го животот сега уште, што се... Уживај, така? Не те разбира. Добро, ај сега да почнем со темата. Значи, извини. врз основа на овие трите категории, дали вие сте богати, дали сте задоволни или сте многу сакани? Ајде, да видам. Ова на телевизија ќе оди? Ќе оди на телевизија. Многу сакам ја, точно. Се чувствувам мислам, како возљубен, како една прекрасна енергија од другата страна, која што максимално ја почитувам и секогаш ја респектирам. Повеќе, колега. Добро. Како беше третото под Б, под С? Дали сте многу сакани? Многу сакам. Добро. Толку Богат кратко не. јасно. Богат, што е богат? Ајде да отвориме таа тема. Ајде Што сега за да- вас што- е богатство? Види, Снеже, Што е богатство? Како човек го мери своето богатство? Не знам. Ајде да видиме. Океј, од се помалку, ајде. Или на крај тоа, третото ми се допадна Си тоа си сакан, најмногу. Да, многу Добро. сакам. Ти, Ната? Од мајка ми. Јас сум моментално во сега и гледам дека многу ми е интересно со моите колеги кои ги немам видено одамна и живеам во сега. Во моментот. Во моментот и многу сум среќна и убава ми Среќна, е. сакана И ли сите си? три, сите три. Богата ли си? Сите три. И богата, и среќна, и се. А напиена ли си? Ме фати, бе, Снеже, ме фати, бе. Ја мислам, сите мислите вода пијам, ме фати, се. Добро. Ајде уште Антонио да го прашам. Ти си Јас- сакан, среќен, задоволен или си богат? Ги чувствувам, искрено. Да. И богат, и среќен, и задоволен, и сакан. 4 се. Не знам како искочија 4. Па и задоволен си като да. Да. Сум Тие девојка задоволен. се 4, кој ќе биде жена, ќе биде... Не, општо, така. И богатството не го мерам со нешто што е материјално, туку едноставно на вага. Искрено имам доволно луѓе кои што Може да ти поземат пари. тоа што вика Александар, дали имаш 500 денари, Така е. тоа е тоа, Така е. ама Тоа е најбитно тие што во ги животот. сакам и они мене ме сакат. Се надевам, Ми се тука и гледам дека се среќни и тоа што сум ја уште посреќен. Тоа е за мене најголемото богатство. Добро, а Јас то... сакам да се надоврзам на моментот дека тоа се зависи од моментот, од кога, нели? Некогаш си го чувствуваш дека си сакан, дека си среќен, дека си некогаш не си. Така да мислам дека е многу релативно тоа се. Јас мислам дека од бројот на чашки зависи тоа. И од Колку си среќен. бројот на чашки е, значи, да, најважно. Голем е бројот на чашки. Голем е бројот на чашки. Голем. Значи, ќе почнеш со една мала, па со голема, па после на шише. Добро. Така, Упецаат се емитува емисијата, да и гасете, немојте. Добро, од кои луѓе сте вие, кои ќе си ги видите оние изборите од минатото? Се викате, кај ми беа очите, или се викате, бре, што сум пропуштил? Ајде, Антони. Јас земав здивка кога Ајде. тргнав да зборувам. Би дал предност на Надица ако случајно сака да иде пред мене. ајде да, нема врска. Може? Ти благодарам. Ајде, Значи, ево. каков кавалер ми пиша, колешке,
Како сте? Дали... Не како сте, не ми пресираше. Како си? И ми понуди превоз. Баш во моментот кога мене колата ми се расипа денес, ја однесов на мајстор и немав превоз. Јас реков, Значи морам да го пофалам, морам да го пофалам, Нема што да лажам. Секоја чест. Благодарам. Јавно Зашо не му вака се да јави на каже. Бојан и на него колата му ја расипа? Дури и мене се понуди да ме земе. Од Бојан немаше број, мислам. Нема број од Бојан, ја да. направив сега. Добро, да не гледаме се замисли. Што е на колата на Бојан? Не брат, Томи. Све и беше на Добро. крај мотори смени. Тоа е тоа. Тоа е тоа, добра. Прашањето беше, значи, Да, и на кога си ги гледаш изборите од минатото, било да се тоа личности, било да се, не знам, некакви си представи или работни ангажмани, се викаш, Боже, кај ми се очите, или си викаш, ова не сум требала да го пропуштам. Двете. И двете. Многу е арогантно да кажам кај ми биле очите. Од друга страна, си имам љубов за се што сум прошла, не сакам за ништо, убаво ми е кога ќе се сетам, нели наоѓам секојаш така нешто убаво сеќавање се. Мислам па да, реално. Све е убаво на Реално Андре. што Но овој све му е тажно, све му е тешко. Добро. Антонио сите ги сака. Да, ќе избалансирам. Јас навлегувам во снежи, ти ќе постиш прашање, јас навлегувам длабоко во темата. Длабоко, пробувам добро, да- ајде, ти се викаш ли кај ми беа очите? Не. И за работата, и за жените, се што сум направил у 90% е нешто што пробувам во се што сум и кога сум се навраќал. И ова ти е добро, сум Си се навратил на тие жени? Сум се навраќал ето на изборите. На изборите. На изборите, мислам, не на 15 септември, тоа него не. Не, ништо, ја ништо. Зачука, да. Знам, го сетив, го сетив како земјотрес. Кој ќе даш, го сетив. Ајде. У принцип, пробувам во секоја таа од минатото некоја работа да се сетам зошто тоа се случило и што во тој период што убаво сум нашол и дали од оваа перспектива тоа е логично или не, или нормално или не. Толку кога, например, ќе ја видиш твојата поранешна во, не знам, некаде излезена или во публика и толку долго имаш ти време да размислуваш или Што што? се прави мовет кога сум си размислувал на таа тема. Ама вака кога ќе ја видиш во публика ја игнорираш или Не знам дали ми се десило тоа, ми се уствари да. или не смеш да признаеш? Не, јакото беше и жена ми ја виде. Добро. Мајцата размислува. Тогаш ми беше девојка. Не, Добро. Ќе се разбавам јас до крај на емисија. Ја гледам како иде работа. Еден шлепер портокали На не те спаша. крајот имаме нешто специјално, баше ќе во ведеме ако треба за мене. Ајде, ти што се викаш вака кога си гледаш? Ништо не се викам, пошто пробувам да не живеам во минатото за некои работи. Тоа што се случило. Немам конкретно, нели, да, ова не требаше да го направам. Поготово кога станува збор за партнерите во минатото, а за работата... Партнерите? Партнерите, како и да е, небитно. Сега не сум се збунил. Да, и ова го сетив, фала, али јас знаеш дека на ова возвраќам со ударат со глава. И го напацувам на груди. Така да немам проблем. А за работата можеби повеќе размислувам. Што сум требал да направам и што во иднина ќе направам. Можеби повеќе сега сум што ќе направам во иднина него ли што сум направил. Тоа што било, ми е гајда, сеедно ми е веќе за тоа, таму е каде што е, да било нешто добро, најверојатно ќе било сега и во иднинава, така да само напред. Добро. Идеме јако, ова звучеше како гласите за Ацо, само напред. Добро. Еденац. Ајде, Антонио, ти си последен или тебе да прашав? Не те прашав. Да, не ме прашавте. ме прашавте. Абе, не бе, ти не знаеш колку е он... Абе, душа. Душа, значи... Не сум си рекол никогаш каде ти беа очите, Антонио. Ама Пошто ми се тука. мислам дека не сум направил некогаш ептен некој погрешен избор, затоа што мислам дека со како што ти поминуваат годините и со животното искуство, можам да проценам што можам да очекувам од некоја личност, а што не можам да очекувам ни на сон од таа личност и ама имало моменти кај што сум си рекол можеби не требаш толку да се залеташ тука. Ама било си се предоцна. залетал. Па сум се залетал неколку пати, да. Добро. Сум се сопнал. И си плачал?
Си плачал. Не ве слушам во тунел, сум немам мрежа. Не, сите луѓе плачат. Мислам, да. Сум плачал некогаш во животот, да, тоа не е срамота, не се срамам од тоа. Не, чекай. Многу ли беше убава? Па, мислам дека девојките со кои што сум бил во мојот живот, сите биле убави. Добро. Види каков убав дечко. Ја еднаш кога може се кајам една така. Не ја билеш. Кажи си, те слушам. Не, ептено нака бев пијан, па сум си реков, еј, што ми требаше ово? Ти не се не секаш, Да, не се кажуваме. Да, она ми пише кога видов бев као, брат. Не, таков момент сум немал, мислам Не, дека се секогаш сум правил добар избор. Ама да, ете, некојаш било и сплет на околности, нешто не профункционирало и така, останало таму некаде во минатото. Добро, убаво те научил учител. Да, и сум Добре. научил нешто тоа. Се е лекција. Добро, Спремен браво. е за советник. Иде на заедно општина Газибаба. Сега вие повеќе сте од оние кои што ги одбираат или вие сте тие кои што бират? Ти? Бираме, Бирате, а? бираме цело време за се. Не се. Сега дека сме тука сите сме избрале. Да, добро. Ама чекаш да те одберат или кој чека најмногу да го одберат? Надето, Нада или Надчето? Која има најголеми шанси да биде одбрана? Надето мене ми е фаворит. Надето мислам дека највише, она е најфеминин енерджија, она е таква цела. Што има Татина Надето, дај маза. кажи. Значи има пари. Има самодоверба голема. Значи Кај ти е куќата во Битола, Наде? нема кај сато. Кај сато ми куќата е, значи немам, мислам имам проблеми нормално, нели? Ама татко ми е тука за се, мислам. Фала тато, поздрав тато. А ќе те омажи тато или како тоа иде? Не, тато може само да каже да. Да. Кој ќе му ја побара раката. Добро. Тебе те бираат или ти одбираш? Видиме, реални жените бираат најчесто. Ние можеме да си бираме. Да си бираш гаки, чорапи, па и тоа е знак прашање. тоа е Не, знак види, прашање. Вие гаки ќе ги гаки и чорапи не бирам оддамна, он не знае тоа, он не му е јасно. Да, не му е- Концептуално е он одсутен тука. Он нема Добро, појма што ако се случува. раскажете ми кога, во кој момент престанува уствари од кога почнува мажот сам да си бира гаќи и мајца или тоа секогаш останува Па први задача? мајката ти бира, после жената ти бира, така да вајда Има еден период на стари кога си години. Средно кога никој со никој не пришпува, тоа сам си бираш и тоа е единиот Ама момент. тогаш ти носиш едне гаќи по една Да, недела, да, така да нема што да Не, бираш. ја во средно менував гаки да се оградам од ова што го зборат овие двајца женети колеги. Концептуално Добро, дали ако жена ти купи дезен кој што не ти се допаѓа, ќе го носиш? Не, културни сме на таа тема, се консултираме. Кога оди у странство ми носи стално и стално ми го гаѓа бе. Ми гаѓа и боја и парче и моделче се. Свака час. Морам да ја пофалам. Неќум да имав еден заклучок, неќум да го Абе кажам. кажи го на телевизија. Ти, значи, не приговараш или ако не ти се допаѓаат некои, ама не зи се допаѓаат, значи. Има момент кој ќе речеш, не можам да ги облечам или Па углавно тоа кога идеме на некој настан или нешто, ја така неам обичај да се не знам да носам на пример одело некаков костимот згоре и тука најчесто паѓа на темата на муаве таа тема е као вака ќе идеш она така да немам некогаш многу избор, да нема смисла само да се дотерала изгледа прекрасно и ја тука изгледам за као укладилница. за укладилница. Со блуза, турнир во мал фудбал. Да, Сокол. Добро, ама значи прифаќаш и некои работи кои што не ти се допаѓаат и за мир и за да биде среќна жената. Прифаќам, да, нема проблем, мислам, зашто да не, на крајот од денот, сепак, ако нејзи изгледам убаво, јас се чувствувам окей у тоа, немам проблем со тоа, затоа што јас стварно гледам да се, мислам, се носам
многу по као casual или не знам, не обрнам толку Ма ја за внимание на гаќите тоа. прашам, бе ти за А одделам. за гаќи, не, за гаќи се купувам сам. Си купувам сам, почнав сам да си купувам гаќи. Почнав, се изборив за тоа, чорапи, брат. Браво. чорапи исто, мислам, затоа што носаме вакви, цело време ми се овие детски гаќи со Скуби-Ду, со Гринч. Многу сакам такви гаќи да носам, не можам да ваква. Не бе, не се соблакам, само Кажи му ваква. на Антонио дека така не се Антонио прави. знае Ама и у камера гледа, зртана кај камера, мислам, која реклама? Покажам еве гаќата да видите. За само 300 да За само 300 Реклама, денари да ги може да си покажат, купите са. гаќи. Мислам, ја можам да ги продам и за 150 денари, носени, перени, ама носени. Не се многу перен. Не се многу перени. Многу носени, малку перени. Не се многу перен. Добро гласен. Добро. Не се многу перен. Демек са не се вриени, окей, конецот држи. Држи, сакам да кажам. Пластикот. Еве не се пуштени. Тоа ќе го типнеме. Тоа ќе го типнеме, добро. Не супер. Наде, смеам ли да прашам, ти си бираш гаќи или тебе ти бира? Јас си бирам. Не, Ти се бираш, а? прашањето уште не стигна до мене, кај гаќи отидовме сега. Епа да. Да, еве, моментот беше дали вие Ја бирате му или сте бирам на него одбрани. гаќи. Одбрани сте или вие бирате? Ти рече дека Ја мислам дека жените. жените бираат. Добро? Ти? Одбран сум, да. Одбрани. Одбран сум. Така убаво. Ти одбран ли си или си? Јас мислам, Чекај да видиме што ќе каже. за да, еве, пример на таа тема кога сме дали го одбираш партнерот или он тебе те одбира, треба да покренеш нека иницијатива ти да одбереш. одбере. За да те одбере, да те ствари, да. одбере, Мислам, има и моменти каде што, пример, девојката можеби ќе го забележи дечкова, тој нема, па она ќе треба да го одбере на некој начин, па да видиме он дали ќе одбере назад, follow back да си направат. Уствари, in Значи, real life. чекај, тука идеме до манипулација. Не, сега идеме во вистински живот, follow back дали ќе те направи, од кога ти ќе ја заследиш. Аха, тоа е првото, Инстаграмот Тоа е е јас кога прво. ќе те одберам, дали ти ќе ме одбереш назад. Сега, мислам, се надам ме разбравте што сакав да кажам. Да. Ама за да ме одбере, пример, мене некоја девојка, веројатно јас треба да бидам првиот што ќе покаже некаков интерес дека сакам да бидам одбран, а со тоа сум одбрал од кого ќе барам да ме одбере. Дали ме разбравте? Ајде, Ти ме разбра. дешифрирај го. Да. Што сакаше да каже? Шо? Не, сакаше да каже дека за да биде одбран дека тој треба, дека не треба жената да му отиде да му се пушти, дека Да, тој еј, ти треба- избирам тебе, Пикачу. Дека тој треба. Но тука има има значи Па една нели голема сега дилема жени- кај мажите. А, така, за- Воопшто, ајде. да. Ради тоа што значи да, треба да си одбран со знаци и тие знаци не се финоќа и насмевка. Значи ако сум фина и се насмеам, не значи дека те свиѓам, така? Како човек, да, сите сме тука, јас сум среќна и се смеам, убаво ми е. Ама тоа не значи дека ја те свиѓам тебе, па ај сега да ми се пушташ да ме замараш, мислам, значи има разлика, треба мажите да знаат кога бидат жената е одберени. заинтер, кога ќе Го бидат имаш ли тоа одберени. глупатството, те Ама молам? не, така Тоа се е. вика Така е, бе, чувство не. за осет. Тоа се вика. За само одбирање. Моето упатство е за вече кога ќе е завршена работата и си Ти што ти се веќе со тебе е помогна? завршено. Добро, Наде, како да се дава? преживееш е моето, не Кога ти е дупна чамецот. како Таму да негде преживееш, си некако на бранови. Чекај, Наде, ова ми се допаѓа, како се даваат знаци за да ти приде Еве ќе ти некој? направи фоло, ќе му вратиш сега со помодерни се ваква со поново Чекај, време. добро, после? Ќе му вратиш, ќе ти пише, ќе му вратиш. Добро, Значи нема да му пиша, вратиш. ти врати. Не мислев на Мислам, тоа. толку е симпл. Само споредба направив една... Нема врска, ја го Добро, оставив. еве да знае, тоа. видете, пошто ова гледаат, ова е едукативна емисија. Изборуваме сега како луѓето да знаат, нели? Како да ги прочитаат знаците, дали се одбрани Дали или не? се одбрани или токму не? така, еве да. Ако идете на втор дејт, например, си одбран, така? Така е, ако идете на Така. втор дејт, си одбран. Така, Јас имам- Ако ти пример, купи нешто малечко, одиш да девојка, направиш муавет и ти одговара на прашањата, ама не те гледа во очи, тогаш ти го прифатила follow requestот, ама не те следи назад. И тоа значи дека не си одбран.
Видиш. Веќе има знаци. И не треба да се оди толку. Пустари се. Абе го хакна системот. Да видиме. Да. Ама не, јас сакав Надето знаците прво да ми ги покаже. Погледот каде е, за да ми приидеш. Тука негде вака над вегите. Абе не е ако до те гледам. погледот, ќе се бунат со погледот, нема Него врска погледот. Што, например, како во денешно време даваш знак дека некој треба да ти прииде? како? Еве, Па како? така враќаш, значи, не игнорираш. Кога игнорираш, значи не си Еве ти го заинтересиран. Антонио, кажи му да ти прииде. Он ми прииде, јас му реков да, сега оставаме на втор. Ти реков дека се земат. Ја на крај Земеме да, ние. ќе има, да, ќе Не бе, ќе избега. Добро, чекайте сега ви прочитаме. да, ќе избега. Не бе вали да нема. Ќе видиме, ајде. Има една статистика кога вика дека за да една врска успе, идеалната бројка за мажот е 21 сантиметар. Да биде повисок од жената. А не се зна сега. Има ли врска висината во тоа изборот? При жените особено има врска. Јас мислам да. Дебелината. Јас Што да не е многу елегантно пополно. Па сега не знам, некој сака Не знам, подебел, некој Надеца потенат. дали ќе ме потврди, ке жените висината игра голема улога. Колку што знам да е повисок малку од тебе, Абе, така? нека жените каков сака, нека биде, само многу е важно каков е хороскоп. У хороскоп? Ле, Зезам луѓе, Чекај, не. што си во хороскоп? Што си Ова во беше за хороскоп? враканци. Високи дебел. Ова не ми ја патив. Не ми ја патив. Не, Антони е пресериозан. Не, јарец сум, ама мислам, немам нека одбор. Али изгледам како рак. Не ми беше познато како да отидеме. Ама Не, дека беше- плаче, нели рече дека е рак. Не, кога се зборува за некој човек и кога ќе каже некој леле, тоа ти е типична водолија, жити све бе. Да. Како бе, Еве, така тоа е Наде. типична водолија или типична шкорпија? Јас на пример викаат дека дупла шкорпија, тоа бега од тие луѓе, тие се многу опасни, тие се злобни. Јас имам мој многу добар другар што е дупла шкорпија. Подобар човек нема во светот, верувајте ми. Најдобриот човек во светот. Наде, Еден од што ти најдобри. беше идејата со хороскопот? Кој е најдобар у хороскоп? Не, тоа беше Сите само се една за најдобри. фреканција. Тоа беше за фреканција, една нема врска, сите се градиме индивидуално, да. Мислам дека имаме некои си карактеристики со раѓање што ни се дадени, не знам од каде, од Бог, од универзум, од звезди, од ваму таму. Али дека тоа зависи од нас, од воспитувањето на околината, родителите и така натаму, така да не мислам дека има голема врска тоа. Дали Тоа е за некој- фреканција, бидејќи претежно жените се опседнати со тоа и тоа е многу важно да, прашање. тоа е лудо. Кога се работи за партнер, затоа го кажам. Супер е. Затоа го Не, кажам. јас сум лавови не, у џунгла кој дам не е лавови, не мислам, не можам. Не. Што си ти у хороскоп, Бојан? Јарец. Добро, Јарец, ти си? Девица. Добро. Не, гледаш, она одма напред, леле, девица, машка, о, Си ти педантен, си многу по дома. На Јарец. сум, да. Добро. си Наде, игра ти си? тоа, а? Близнаци. Близнаци, добро. Ај сега кога ја спомна малку за манипулации во љубовта, значи за тоа како сакаме да придобиеме партнер, може да ве ставам во некакви ситуации? Еј, ајде. Може ли? Ајде. Ние сме веќе во ситуација. Значи вака, дали ако девојката Александар не јадела месо и одеднаш почнува да јаде откако ќе влезе во врска со тебе, тоа го прави од што стварно е заљубена во тебе или те манипулира за да ја земеш? А не, ќе мора да јаде месо со мене. Тоа вегетаријанци такви работи не. Ама она не јадела. Ќе јаде. Од тие 20 сантиметри разлика ќе касне мате од мевче. Слушай, она рил кој ќе го извади, нема доле у коментари. Шо ли се тие? Ама реална е ситуацијата доста. Значи стварно. Па зависи од ситуацијата, ама ќе касне. Ако у најмала рука да лижне, мора. Ја мислам, Ќе мора па и нека манипулира. Ако јаде, нека ме манипулира, да. Сакам да сум изманипулиран. Ја сакам да партиципирам за тие ИПАР фондови. Да го правам тоа вие што викате. Да. Да се спомне, а не да може да се деси што ќе правите, ја не знам. Ништо славиме. Радост, Кукна слава е денот го радост, зиваме. ајде Бојане. Значи не те манипулира, те сака. Ме сака, оба мислам како да биде. Знаеш како? На пример, нели обично девојкиве не јадат кромит, лук, Не такви јадат. работи, као избегнуваат, нели, за да не мирисало. Мене тоа во нашата врска беше една од најубавите работи. Мислам, најубавите работи. Многу интересна работа беше што се погледнавме, вика као
Ке јадам кромит, леле, ако јадеш, ти викам не. Значи јадеш и нема никаков проблем. Мислам, од кога тоа стана кромит, лук, немак да ми мириса, човече, не си нормална, знаеш. Сега, Спој кромидот. не спои, морам да ти кажам, ја тука паднав ептен, као која видов као гризот тоа кромидот. Леле. Кој реков, тоа дај ми мене еден гриз. Тоа е, baby. Let's do this. Али мислам и да не знам, да не јадем месо, тука имаме проблем. Ајде Бојане за тебе. Дали ако мажот одлучи да се запише на танц, да оди со женом, тоа го мрази од дното на душата. Тој сум. Тоа го прави стварно, дека е заљубен во жена му или дека нешто зезнал па сака да се... Види, овој месец имам реална ситуација со Каролина, кога се земавме првите година дена пред да се роди дете, пошто се роди после 2 години брак, нешто така. Имаше тука едно танц студио блиску, а она порано идела нешто, играла, не знам што. Ја фламенко имам играно на времето. Не изгледаш така, ма... Не изгледам, дај, не ме бива на времето. Збориме прво, второ, трето оделение, небитно. И ми вика, може ли да идеме ние заедно на танц до... Снеже, нити сум зезнал нешто, нити дека нема љубов, нити ништо. Едноставно, бе, држиш до себе, бре. Така ли? Не идам. Не идам оваа недела и... не идам. Да се вртам тамо, ја не можам да се Ја вртам. вторник не ти идам. Не ти идам у вторник. Не, у среда да. Реално, значи... Нема тука шанси. Имам таква понуда конкретно од Каролина пред 10 години и викам ти, девече, ја и ти... Тоа не беше тез за љубовта? Ма как и нема врска тоа сторите? Па не можам да Па го не ја прифатам сакаш. тоа сега таму нешто. Не можам. Па тоа е како не ме овие бива мене тоа за што тоа. идат на салса со партнерот, он седи вака како збунет на игра тука. Па ај сега прв танц на свадба, кидеме да играме тоа. како? Абе, тоа го прават сега сите, кај сите истиот танц. Како? Па нешто ја крема, па ја кореограф е врти. уградов изгледа тој пред свадба што ги спрема. Како Берберов, што Да, ги слуша сите исто и... Тука е вика, а пази, они вика идеме на танц, недела 2 и идеш на свадбава, он само ја врти како клуб вака застанати текнува и она му прави. А знаеш што најакото? А најакото што е? На свадбата на танцот играме вака и сега нели тука имат 500 луѓе шлакаат тие, значи многу јако е тоа. Играме вака и она вака ми ти реков дека требаше да дојдеш. Па, Нека му прави. Не, или ово, свртиме. Ти реков да идеме да играме како волси, како здрвенци, нели глумец. ама тоа било послематично, нели откако више свежа. Така да знам. Ама молим те пиши, подпиши, после ти ги бади забите одмав 2 сата после матично. Нема ни 2 Да сата. знаеш, да знае он. Така? Да си знаеш. Како тргна да зборуваат, Нас ти Ќе биде, не мери ми. па добро ви оди. Ајде Антонио за тебе сега. Ајде. Си ја запросил партнерката. Ама нема таа слушано? одлучува. Не си ја запросил. Еве си ја запросил. Еве си ја запросил, хипотетички. Таа одлучува да не се депилира следниве 3 месеци. Само за да види дали навистина ја сакаш не физички, ама духовно. Што правиш? Си ја сакам не би имал нормално проблем. или се Ќе предомислувам? зема машинката. Си ја сакам. За вако и ќе се рез. Мислам дека ако на вистина ја сакам, воопшто не би ми сменило тоа поставено прашање, дали ќе отиде на депилација 3 или 4 или 5 месеци. Да нема да отиде. Да, дали нема да отиде? Викам, или ти да не отиде. Мислам да, ние знаеме да се заљубиме во физичката убавина, нели? Ама не е тоа она што би ме задржало и пресудно зошто би ја запросил. Ја не гледам исто зашто сме. Така? Душата треба да е. Не, Сега длакава ја душата малце, ама чешалки удриме 1, 2, Да. 3. Шампонче. Од ја гледам сега во Инстаграм кај него во инбокс. Не се депилирам, може ли да се Ја само длакави, запознаеме? здраво Антонио. Ја не се депилирам по 4 не, месеци. како и да е природата, мислам, нели природна си е природна. Така? Како беше рекламата, да. И мислам дека не би имал проблем со тоа. Други критериуми имам јас, еве да кажам. Кои ти се критериуми? Тај да ги кажеш. Па, Слушаме. на прво место мислам дека почит. Мислам, не дека мислам, да. Добро, почит ако почит, нема. после? И исто така многу ми е важно и до сега сум немал девојка која што сум очекувал дека пример ќе го добијам тоа од неј за а не се случило. Слушаме. Многу ми е важно кога ќе одам да се
да ја запознам со моите родители, да видам како ќе се однесува со нив. Да донесе поклон? Не. Не. Тоа воопшто нема потреба од поклон. И тоа е нешто што нака знае да ме купи. А како треба да се однесува? Здраво, тетке, не, како да кажа, чичо, тетко... Тетка Благица. Па дали? Па не, ако видам дека ги почитува и има можност да ги сака моите родители, мислам, Наде, како ти звучи? Така треба? Па, да, природно. Мене многу ми значи мислам, тоа, искрено. Сигурно никој не сакаме да имаме некој арогантен и безобразен покрај нас. Мислам. Зашто покажаш дека не? така, не А, викам ти се промене? не викам дека тоа е број еден пресудно. Добро. Нормално Ајде, треба уште еден да се критериум. сложуваат, да се сложуваат Па, со нашите десна рака карактери, не нели го се разбира. Сега совршена жена нема, совршен маж исто така нема. Јас не сум совршен маж. Можам да си го признам тоа. Кажи, не е совршен? Близо совршенство е? Тука е близо. уште е млад, се усовршува. Ама кога Ќе има иде на љубов, мастер за брзо. кога љубовта е присутна, тука може да се прават компромиси, да се балансира. Јас некогаш да попуштам, другата страна малку да попушти, за да се наместат убаво коцките. Убаво кажано, Убаво нели? Дали ќе му се срушат коцките Бојане откако ќе влезе во брак? Што вика упатството? Срушено не е неизвестен. Да, 3 деца му има родено, уште он ја нема најдено таа више свадба, го 3 деца му има родено. Свадба има најдено со ресторан, музика, се, тој не е неизвестен. Добро. Ајде сега да видиме кај тебе, Наде, пошто имаше конкурс каков маж сакам, така ли беше? А, да. Сега, ајде да видиме што ти ќе одбереш. Битолчанец е, ама регистрацијата му е на СК таблици. Ќе го откачиш или ќе се повозиш во джипот? Мене? Ме па, прашуваш? Кога ще забрено звучеше? Ја прашува. За битолчанката збориме. Ти си се, за Надето па, збориме, добро. значи, Е, па сега- битолчанец е Наде. Ама, вози, значи, джип кој што е на СК таблица. сега. Ќе се повозиш со джипот или ќе го откачиш? Не бе, нормално дека ќе се повозам. Ама сега може да е Кија, джипот може да е Ауди. Скопје Битол е по-уба, ама и Скопје е уба сега да не се правиме, значи треба да Треба да се Треба повози. да се повози. Ја мислам дека треба да се повози. Битолчанец со СК таблици. Нема шанса му се. Абе како не? Рентана му е колата. Сега другарка ми Иди од кажа. фирма. Сега другарка од Битола ми вика дека скопски се таблиците и отишла на Палистер и наплатила паркинг, иначе не им наплаќа. Докторски, Докторски. Добро. Добро, абе види, Менјање тоа ти е таблиците од утре за на Капитола, тоа ти е кој ќе патриотизам на нашите, не наплаќаме и тоа е окей. БТ и Охрид ќе ти треба. Тоа е окей. Наде, Зашто вози не? А класа, ама има CD на ретровизорот закачан. Тоа значи дека е постар. Па искусен. Зависиш од седе. Ти зависиш од СД, значи тоа е многу битно. Значи го откачуваме, не го бива. Ќе го откачиме, ајде. Тој не бива, а? Од Скопје, ама пие како да е од Кавадарци. А тоа ќе видиме кога ќе дојдеме Кавадарци. Тоа ќе биде добро. Треба да се испита таа работа. И последното, Антонио е, ама е многу срамижлив. А, чекај. Го откачуваме или го зијаме? Антонио. Значи све ова што гледа само многу срамно. Многу срамижлив, значи. Уште посрамежлив. Ќе го зимаме или ќе го оставиме? Погледај убаво. Не гледај. Размислува. Чекај сега да го видам, ова не е срамежлив. Јас се го замислувам вака тука не се. Па едно привака ти само, Го Антонио. замислувам Она вака. више планира кој избор гаџики Ти ќе го опуштиш, уживај. Земи го, бе. Го зимаш, бе, го. Ваква прилика не се пропушта. Може да пробаме да го опуштиме. Ракија, винце, нешто пиеш? Отиде више А, работа. ќе испиеме оце. Со ракија, со винце ќе го опуштиме. Ајде. Ќе го Може, а? пробаме со ракија Ова и не со винце благи. да видиме како се опушта. Добро. Кај да е, значи има надеж, а? Ја ќе те Има. земам ако неќе он уживе. Добро. Да одам на... збориме за на тој длума, некој си ќе го друг. пратиме кај хон. Да, на мастер. На микси мастер. На микси мастер. Јас сега тука ќе повикам реклами за да подготвиме еден терен, па после зима го и носи го дома. Готово. Бива ли? Ама сега како така, треба да видиме да... Ќе се запорано доста. Што рече? Јас ќе одам до тоалет. Само
Ке се вратам. Добро. Пуштаме реклами и после тоа следува чинот. Само нека прозвучи нешто конкретно. И еве се вративме, значи Антонио, биди спремен. За? Значи сега е моментот за тебе. Ајде! Да избереш! Дечки, окей. Не, Бирај! мислам дека не. Се разбраме. Ајде, сега ќе говорим. Чекај, значи. Абе се остани! Чекај, остани, што ти е на тебе? Супер си помина. Фрли му биде. Остани! До краја. Стварно малку сега по што сега го небрано ме фативте. Невести, трчете по него да го фатите. Пријатно. И посакувам убава вечер. Ама, ја и Бојан сме тука, не, мислам, не е проблем, нели? Ау, не си го научил. Седите на крај Се за шоуто. Ја не Дома, знам. ја ова дома ќе поднесам, на моја сметка беше. Ќе Вакво ќе оставам нешто од прв овие. пат гледам. Да. Да бегаш од вака убави невести? Ја не знам. Дете во Мислам, само ќе се потврдат видеата што ги правил. Ти и он заедно. Добро. Ќе ги повикам девојките да ми се вратат. Значи, повелете девојки, значи вратете се. Значи, тие ќе бидат дел од сајмот за венчаници, значи Wedding Expo, кој што ќе се случува следната недела, значи ќе можете да се ги видите, да ги пробате. Освен тоа, се што треба за свадба таму има. Да знаете, ние на времето се мачевме, шетавме ваму таму, нели? Сега на едно место, така да ќе може. Му донесовме да си одбере, да не мора да дојде на Паметен сајмон човек. избега. паметен човек. Може и мудро беше ова. Да, многу мудро. Викаш? Да. Добро. Наде, ти венчаница сама ќе се бираш или ќе дозволиш да ти одберат? Јас уште сум збунета. Ти избега! Јас сум у шок. Виш, венчаница. Не, оно од дело ќе носи. Ја ги- А маши ќе носи венчаница. Јас сум модерна, бе шо. Да, бе, зашо да не? Да. Така? Може, Во секако може. Секако, само да се омажам. Некој бега од ова, некој трча натаму само. Да. Не, страф имам и јас од тоа. Од мажење? Да. Да, имам страф. Дајте ги момците да влезат сега. Јас имам дечко. Си имам дечко, само можам да кажам дека ми е страф. До душа го имам поминато периодот, нели викаат кога си веќе 35 го имаш скокнато првиот развод, нели? Еден развод си утјарти. Да, Ама да. Таа институција е така малку дискутабилна цело време, еднаш вака, еднаш така, еднаш викаш супер е добро, од друга страна Ама добро ни е. почице, луѓе, љубов, сето тоа, ама Види, некако мислам дека ги става во проби. Еден модел, некоја. втор, трет, четврт. Не, Не. Пронајди се себе си. Не, јас сум Пронајдеш. изгледала така шо ја. кој највише ти се Пак свиѓа од глумица деката, сум, да? пак глумица сум ја играна. Чекај, ме интересира моментот, страф ми е. Страф ти е Не. од што? Чисто како институција брак, дека си повлекува некои работи, што некако уште не се Еси повлеквите. Што си повлеквит? например. Си кажа. Зимска опрема. Добро. Некам да го доведа моје дечко да се осеќа вака или вака. Не, бе, супер е. Мислам, тоа повеќе е, нели, као на своја сметка Не, шала. секако да. Да. Отколку што е толку тешко. Не, убаво. Мислам дека да, супер е, бе. Се е убаво, бе. Си се дели на пола. Се е супер. Ги свише е моje, а свише е негово и мое. Сама ќе си го бирам, сама ќе си го бирам. Особено платата. Ки си го за... Сама ќе си го одберам. Сама ќе си го одберам. Добро. Дефинитивно сама. А кажи ми, има знаци да те запроси или нема знаци? Јас ќе ти прочитам тука еден знак кој што е она. Знаеш, се нешто има по онакви женски Има списани. разговори, има. Разговори има. Кажи ми да. како изгледаат тие разговори кога ти предосеќаш дека ќе те земе или дека ќе те побара. А? Нема ништо такво? Бе, јас сум имала... Понуди. Понуди. Да.
Не, понуди, ама свашта да сум имала да ми клекне со милион ружи, со И си го свеќи, одбила? со прстен, да. Не, ќе Зашто отчешла. си го одбила? Па да клекнеш еднаш. Зашто не сум се осеќала Вака така? вика, бе, тука прво ти имаш онко клекне, не. Зашто не сум се осеќала така у тој момент? Едноставно не знам, после 2 месеци и така, некако рано се А, после 2 месеци те запроси. Да. Добро, а кога е вистинско време дека треба да те запроси? Нема вистинско време, бе. Мислам дека треба да се деси бременост, па после тоа се доаѓа. Па реално, што Реално тоа им се После не случува може на да ти каже 90%. не. На 90% им се случува тоа, да, после тоа се земаат. Мислам сега колку и да звучи ова лошо, реално правиме муабет. Не знам колку е лошо, колку е добро. На темава, на многу теми можам се да ви кажам, на темава не знам. Ептено, онака, Сум ова е сум баш... во едно незнање и не се Into the срамам да кажам unknown дека е не ова, знам. да, Не се да. Ако срамам да ме кажам, знаете, не знам на темава. Многу непознат имам вака и Ова го правиме за твое добро, за да те запроси што Не, бе, Ма помниш. зошто Ставаш тоа да значи одбереш дека што треба ќе да биде носиш за во мое прв. добро? Зашто па убаво е, па види добро име. Па тоа е прашањето. Живи сме. Да бидеш или не? Да бидеш невеста или не е прашањето, да бидеш нечија сопруга? Да. Не, да бидеш нечија партнерка, да, дефинитивно. Ове наде тебе супер ќе ти биде. Тебе добро ќе ти биде, разбираш. Ајде му Кај си бидете видела готов. вака по емисии жените да зборат? тебе супер ќе ти биде. Да ти кажам право. Ма не е свесна. Она значи не за супер ќе биде. Абе, Он е у проблем. Тоа е... Има еден. Знаеш зашто знам се жените, они кажи. невестите у бело, мажот увек носи црно, Нормално. така? Знаеш тоа. Нормално, знам. Затоа мислам нема што да збориме. Нема, брат, И јас се повлекам. За последен пат во животот е во бело, поради тоа што ќе биде засрнат животот. Така ли? Слушна ли зашто била во бело жената, кажи? Па за последен пат да се види во бело, пошто ќе биде после зацрнат животот. Боже. Во бело, ќе ставам покрај тебе и во бело. Добро си. Момци, вие како знаевте кога треба да се ги запросите сопругите? Кога ќе ти рече сите другарки ми се омужија, тоа е притисокот врз кој што после тој притисок ти немаш избор, брат. Да. Сите еве ја и ова ја, едва што го најде тој, едва го на, еве и она. И тука веќе немаш ти избор. Немаш избор, да. Шала на страна, се осеќа внатрешно е тоа. Мислам, види, бракот е чекор кој што треба да те однесе напред во животот. Така јас го гледам, така од живот кога склопив брак, се шала на страна. Мотивацијата дека ти мораш дома да донесеш, да придонесеш, да бидеш некој кој што треба да биде глава на семејство, ќе добиеш дете, детето те мотивира понатаму. Значи има едно со друго работи кои што си ги носи бракот. Сега ние се шалиме, се смееме, меѓутоа реално бракот е нешто кое што нормално ако се биде во ред да те однесе напред во животот. И нормално до тебе треба да има личност која што јас за среќа имам таква личност до мене и двајца сме многу амбициозни. Тоа па дури ни прави проблем некогаш. Од тие 20 се бркаме во кариерите, меѓутоа тоа е сладко бркање. Не ти овие 3 месеци ти сега малце намали, јас треба да одам таму или обратно, сега Бојане ти малце не досега, јас треба да одам таму. И тоа е убаво. Добро. Ти како знаеше кога треба да ја запросиш? Епа, така една вечер се седев дома и тој седевме кај нејзе дома и она рече не ми е добро и викам да не си трудна и он рече не знаме да земеме тест и отидовме земеме тест. Тоа го правиш романтично, бе. Не, и се случија некои работи и просто и реков, види, јас дали да се случи ова да идеме понатаму или као нели да не правиме ништо од ова. И реков, јас сметам дека треба да продолжиме, не беше као нешто изфорсирано, во смисол, не, мора ова да биде, не, него јас искрено сакав. Мене ми беше тоа идејата дека ако се случат можеби вака работите, ќе одат на подобро и ќе се променам јас како личност, затоа што така ќе имам барем најмалку двајца кои што ќе треба да работам за нив, затоа што себе си ако се гледаш кога си така млад, пошто реално на 26 години се случаат тие работи. Колку има Антонија?
Па толку мислам дека. Време му е. Време е, ја не знам што да му кажам. Мене не ми беше и од секогаш им зборев на моите другари тие што ме познаваат од детството дека јас сакав да бидам млад родител, не сакав да ми се случи тоа сега на 34 години кога немам живци више ни за себе си. Време ти е за второ. Време ми е за второ, да, ама ова мислам да го посвоим. Леле. 10 години да го На 10 години да го посвоиме, мирен, да не поминуваме ова пелени и тие работи и такви работи. Нас така не се случи. И тоа не се случи од нешто од невнимание, туку баш сакавме од љубов се случи некои работи. И јас просто мислам се втурна во целото тоа и реков као јас сум спремен за ова. Тогаш Ангел имаше колку 21-2 години, Ептен беше млада, знаеш што беше на факултет и беше као нема факултет. Каму жива, ја ќе работам за двајцата, ти не се секире. Сам секако она си заврши факултет, си брка кариера, го прави тоа што го сака, се надевам барем од муабетите. А за мене плюс тоа беше многу голем пресврт во животот и како родител и како маж. И се самосталив многу повеќе, нели, многу поголеми обврски. Видиш како убаво звучи бракот. Не, мене навистина мислам за некој нормално кога си млад проаѓаш низ некои фази и повеќе фази се пројдени, така да како да ти кажам, сега ми е многу окей. Без разлика на сите кавги кои ќе се случат дома за најглупите работи. нормално е тоа. Да, за најглупите. адреналин. Тоа е за најглупите работи. Тоа е не е всушност поврзано со партнер. Тоа нема врска. Тоа е поврзано со тие личната влијание дома, од надвор што ти си ги носиш дома и се карате за ситниците, ти имаш притисок некој од страна, друг, трет, пет, не бит. Еве ги Не е тоа овие така, нели, бајковито не се шетаме. Советодавните, Она не е цело време советниците белиот за бракот. костим, ја од делото. Така, да. Дали Ја, мислите например, дека на ја свадба убедив, дојдов со кажи? четка и шиша. Леле. Имав четка и она беше. Ја мислам, ја шокирам, не се поише. Поузбилен е сега, реално. Да, сега сум познат. Сега по така средана четка. Така, да, добро. Те убедија да се мажеш? Да, ме убедија. Не, ај, кој би го одбрал од овој Ајде. модел? А тебе ќе ти биде многу овдека? Да видиме, Наде, што ќе избереш да носиш на свадба? Од овие 4 понудени опции. Чекај Ја малку. мислам овој со шапкава. Опа, чекај. Така најуметнички некако делува. Кој би го одбрала, кажи? Брзо, мораш да размислиш. Ајде вака продефилирајте едно крукче вака може да свртете за да свртате ве во видиме, гите, ајде да ве да видиме. видиме, Наде, Јаш како да видиме. бираме? Наде, Наде во кој фустан ќе Сега ќе биде ја наредим, најубава? сега ќе ја наредим. А еве го фустанот за Надето, еве Чекај. го за Надето, Чекај, овој последниот што последниот што дојде. дојде. Тоа е за Ајде Надето да видиме. фустанот. Ама не, за Надето ова. Надето, за А Надето. за тебе кој вака? А, за мене? Која би носела кој? Ја мислам Надето. овој. За Надето? Чекапчето. За Наде, за Надица, за Надчето За Надица? од Кавадарци, од За неговото. Надето, дечки, Надето, ќе размисли, најде има Надица, многу добро. за мислење. Надето, си знај. Ја реков таман че ја наредим. Надето, значи последниот. Ништо. Последниот, а? Последниот. Последниот. Добро, продаено. Ја мислам Земено. овој дека ќе те отвори вториот и класика. овој со капата многу ми се допаѓа. Ова ти е бајка, класика, пепелашка Со нешто. капата, да, ќе личи класика. Надето, Со да. капата ми е многу така арт си текна маца на крвметничко. Направиле избор. Ја за Гледаш ли? глумица. Еве добар е. А зошто не треба да ја види невестата Опитал се. мажот? Појма немам. Зошто? Пред Нешто лоша среќа свадбата. беше. Не знам, лоша среќа нешто. Нешто лоша среќа, така нешто. Ете за тоа Ти изгледа, јаде, ти Антонио. ми Ја се- да ви кажам, си ја виде невестата и избега лошо среќа. А, да. Управо. Дечки, да ви давам ја на вас подароци. Ајде. Ајде, Оти дај. така викаат и за свадба, нели даваат, како се вика тоа, бовчи? Да. Бовчи. Ајде од бовчите. Ајде. Кашкавалчето да го пробате. И за дома ќе ви Да дадам. каснем од каскавачот. Од кашкавалчето да Дај каснете, да него пробам. како, ајде. Касни. Абе од преска го гледам. Чекај, јас ќе ти дам, јас ќе. О, не, веќе те услужи. Многу сакав да каснам, абе тоа. Еве. Добро, дечки, ви благодарам многу што бевте мои гости. Имаме полу омажена? Полу си. Пошто се уште не си кажала да, имаме еден избеган, така? И Така да двајца кажам. до животот. Со Двајца во доживотот. Ги имаме овде девојките со венчаниците, значи тие доправа треба да се мажат или имаме некоја мажена? Имаме некоја мажена? Добро, една мажена, другиве треба да ги омажиме, значи од 21 до 23 февруари веќе значи на сајмот за венчавки. Можете и овие венчаници да ги пробате. Уште еднаш Ја ви ќе благодарам. дојдам да Ќе пробам, доеш да ја морам. пробаш венчаницата? Морам. Да, таа со шиширчето е Со зафатена. шеширчето морам да ја пробам, таа ќе ме Ако. отвори многу. Ќе те отвори многу во главата. Фала ви, се гледаме. Ве поздравувам до следната недела. Поздрав!